Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Сакам да ви известам, браќа мои сестри мои, дека во Мека немој да ми се лутите што не пуштам лайв во Кеаба затоа што е забрането, не смееме во Кеаба да пуштиме лайв. Го забранија са по новиот закон и ме фатија, мислам дека ме пишеја казна или не, ќе се види тоа на граница. Нема везе и да ме пише, не можам ништо да променам. Са некој луѓе ќе каже зошто пуштуваш лайв? Пуштам лайв затоа што сакам за секој да се молам за вас, за да ви даде Аллах џелешан здравие, мир и берекет и све во вашиот живот што посекувате. Тоа го правев заради вас, ја не го правам заради пофалба. Ако сакам да се пофалам, ќе се пофалам за друг начин. Овде не сме дојдени за пофалби, туку сме дојдени за да клајнаме, за да извршиме некои добри дела. И овдека во Саудиска Арабија веќе стана бизнис, луѓето ќе ти прснат оригинал мирис, а ќе ти турат во шишина фалш. Овде сето бизнис, валуј биле лажат, онадват, катастрофа. Верувајте, брајки мои, сестри мои, овде дојде законот, како да ти кажам, многу лош и многу строг. Не е како што беше порано. Пред 3 месеци кога сум бил, беше се слободно и подобро, а сега дојде многу строго, многу лошо. Како да ви докажам, не знам ни сам ја схванала. Сето бизнес. Нека дојде сето бизнес во Медина, па послободно е, можеш послободно да се движиш, послободно можеш и Wi-Fi да пушташ и све да правиш. Ама во Мека е строго забрането, веќе све забранија, секаде стои полиција. Ако имате кесина за да пелните земзем, автоматски преку компјутери, преку камери ве гледат, вие ги земат шишината, казни пишуваат. Се неколку многу закони дојде што уште не ги знаеме. Ама хајр иншаллах, тоа е. Аллах да не чува, Аллах да дај береке, здравие, мир и успех, Аллах да не ги чува нашите деца, нашата фамилија, нашите мајки, нашите родители, нашите сестри, нашите браќа. Аллах да не зачува од овој свет и на идниот свет од казната оган. Нема што да се прави, тоа е тоа. Еве Мека, таму ми е негде хотело. Видиш тоа, Аллаху акбар, Аллаху акбар. И во Мека, во Кеаба само може да се влези натре ако извршуваш умра, иначе натре само првиот ден може да влези, другите дена не може да влегуваш, освен ако сакаш да лажиш, да се облечиш пак на ихрам и демек извршуваш па умра. Па така да се лажиш, да вратиш таваф, па така да влезеш натре, иначе не може да се влези натре. И тоа е тоа. За да се допре Кеаба, тешко е, тие што се болни, потешко е за нив, затоа што може да ги удри некој по срце или пајпа што има, се турка, се гурат луѓето. Катастрофа, валлахи. Тоа е. Не знам што да кажам. Колку па иншаллах во наредно видео друго ќе снимам.